Во ова досие има еден лик кој што станал соработник на тајните служби. Тоа се откри малку подоцна. Значи се откри од прилика 15 години подоцна, случајно. Бидејќи овие досиеата што беа во полиција во тоа време, после законот кога истече, значи една година важеше законот секој да си го погледа досието, и кога истече важноста на законот, законот предвидуваше досиета да се предадат на трајно чување на државен архив. И они се предадени на државен архив негде 2000 година. Јуто има направено мала грешка тајната служба, ги има предадено и кодошите. Дел од нив. Дел од досијата се уште недостасуваат. И така, еден лик што ден денеска е многу активен, често го има на слики во владата. Неговата сопруга е унапредена во една банка на висока позиција од страна на владата. Кодното име му е глумец. Тука го има како дел од протестите, меѓутоа подоцна ја менува страната и станува соработник на тајната служба, на ДВК, со тоа што оди во просториите на ДВК во Газибаба и го кодеши во МРДПМН. Значи, буквално го кодеши, дава сериозни детали, изјави против мене. Антонио го спомнува. Колку што го неќам Антонио, сепак драг ми е Платон, но подрага ми е вистината, значи го напаѓа и Антонио и така натаму, само што сега со Антонио седат заедно во врвовите на оваа власт и ќутат. А он таму изјавите од ДВК Газибаба вели дека сакал да го нападне Антонио, бугараш дека бил и така натаму. Све не е тоа, ова е нешто сосема друго што го зборам. Тоа е кај Васко Ефтов го кажав, да не го повтараме. Она што е битно, едни ликови од аферата Шпион, ќе си гуглате што е афера Шпион, има онлайн информации, и едни ликови таму у Државниот архив, неколку години пред да дојдам ја во Државниот архив, чечкаат по досиеата, пошто нели вработени во архивот, досиеата 630.000 страници, и они си чечкаат и ги прегледуваат, што нема ништо спорно. Меѓутоа, додека прегледуваат од досиеата, пронаоѓаат дека известниот глумец, голем патриот и борец за ВМРО, всушност бил соработник на тајните служби. И ги вадат, ги копираат тие досиеа и почнуваат да го оценуваат. Значи му бараат пари и му викаат или ќе дадеш пари, или ќе ти ги објавиме на интернет досиеата, односно ќе ти го објавиме досието на интернет, каде што се гледа дека си соработник на тајните служби. Односно каде си го кодешел во МРДПМН. И чекај Маша, ќе ви кажам, има уште. И не, може да ме влечкат слободно по судови, ја не се плашам, мислам, овие работи се потврдени. Ги знам, у мал прст ги знам овие работи. И они му бараат рекет, мислам дека 20.000 евра е тоа, негде 12-13 година. И јас дојдов у 15 година во архив. И Спасо, мислам дека си управо се името. Све, чекај малку, стрпи се, има што да се каже за тој од архивот. И они чечкаат и почнуваат да го ценуваат. И овој мајмунов, Ербап, иде у полиција и ги пријавува.
и полицијата му дава обележени пари. Ајде ставете лайк и шер луѓе да се расшири видеото да го гледат повеќето. И полицијава му дава бележени пари и при бележење нив ги апсат. Односно при предавање, не знам како е тоа. И избита афера, у таа афера има доста луѓе осудени и тој типов од архив што го уценува паѓа у аферата шпион и беше у затвор. Избркан е од работа од архив и беше во затвор, мислам, 2 или 3 години, сега нема држите збор, пошто не знам точно. Сега доаѓам до тоа што го опишува све 11.11. Овој што паѓа у затвор е тогаш во канцеларија со сегашниот директор од ВМРО. И сегашниот директор од ВМРО, кога ја бев директор, он беше обичен чиновник, што мислам дека е неговото максимално ниво, и мислам дека ова катастрофална грешка што е поставен таму, кај што е поставен за ВД директор. Сегашниот директор доаѓа тогаш 2016 и ми раскажува за случајот и ми вика, кога дојде полицијата и ја бев у канцеларија, ја мислев и мене ќе ме уапсат. Па сега едно реторичко прашање. Зашто би мислел дека ќе го уапсат ако не бил умешан во целиот случај? Со уценување на овој кодошот што бил кодош у ДБК против ВМРО, што е денеска функционер на ВМРО у владата високо и жена му е напредена прошлиот месец исто од владата у една голема банка. Тоа ви е Македонија денеска. Тоа е Македонија денеска.